Ова се настаните на денот. Одлука на владата за замрзнување на маржата на основните прехранбени производи. МПЦ на чекор до добивање на томос за целосна автокефалност. Спасители на вода ќе се ангажираат на плажите од 1 јули. Мора да отпочне спроведувањето на препораките на УНЕСКО за автентичноста на старото градско јадро, сметаат експертите. Продолжен рокот за пријавување штети од градот во општина Дебарца. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето претежно сончево со локална облачност и релативно топло за овој период од годината беа измерени максимални 24 степени Целзиусови во текот на ноќта кон среда, ведро со локална облачност и посвежо со пат на температурите. Во среда над најголем дел од европскиот континент претежно сончево време со локална облачност и високи температури, особено високи температури се очекуваат во југозападни делови од централна Европа, дури за 10 степени над поветегодишниот просек. Над Алпите, како и на крајниот североисток од Европа, умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. На Балканот во среда времето претежно сончево, ќе има локална облачност, но и високи температури. Во јужните делови на Грција услови за слаби и локални врнежи од дожд. Максималните дневни температури од 24 до 31 степен Целзиусов. Во Македонија во среда денот започнува со посвежо утро и со пат на утринските температури кои ќе бидат во интервал од 6 до 16 степени. Во текот на денот сончево и топло. Максималните дневни температури утре во Македонија 22 до 30 степени. Во Охрид во среда претежно сончево и топло време, минималната во опаѓање 11 степени, дневната 24. Во следните денови времето ќе биде претежно сончево со локална облачност и со високи дневни температури 26 односно 24 степени Целзиусови. Ново во Охрид. Во центарот на градот на 300 метри квадратни и луксузен амбиент. Најдоброто место за забава. Свечено отворање и голема журка со нокаут во петок на 17 јуни. Од Астра за Охрид. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Струга добива своја ДМ дрогерија. Во четврток на 16 јуни на улица Маршал Тито број 1. Бидете дел од големото отворање на првата ДМ дрогерија во Струга. Ве очекуваме на одлична дружба и незаборавен шопинг со попусти од 15% на апсолутно се и на веќе намалените производи. Акцијата важи до 18 јуни. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Владата на денешната седница донесе одлука за замрзнување на маржата на основните прехранбени производи. Министерот за економија Крешник Бектеши подвлече дека ваквата одлука се носи од како трговците ги зголемиле цените на производите и најави дека доколку се констатира нагло зголемување и кај други производи, ќе се зголеми листата на производи со замрзната маржа. Владата на денешната седница донесе одлука за замрзнување на маржата на основните прехранбени производи во трговијата на мало и на големо. Според одлуката, почнувајќи од утре па се до 30 септември, маржата за белиот леб, шеќерот и сончогледовото масло ќе биде 5% во трговијата и на големо и на мало. За брашното од пченица тип 400 и тип 500, макароните и шпагетите од тврда пченица, македонскиот бел ориз, трајното кравјо млеко со маслино со 2,8, 3,2 и 3,5%, како јајцата од кокошка за сите трговски друштва и трговци поединци кои учествуваат во трговскиот ланец, се утврдува трговска маржа во висина од 10% во трговијата на големо и 10% во трговијата на мало. Како важна одлука, имајќи ги во предвид сите податоци кои сме ги добили како Министерство за економија, во делот на формирање на цени, нема да се пресметуваат до крајот на годината никакви дополнителни оперативни трошоци и нема да се одобрува ни рабат, ни надоместоци на секој трговец на мало кој ги плаќа трговецот на големо или пак производителот. Министерот посочи дека ваквата одлука се носи од како трговците ги зголемиле цените на производите и најави, ако се констатира нагло зголемување и кај другите производи на цените, ќе се зголеми листата на производи со замрзната маржа. Согласно информациите, веќе почнале да се намалуваат одредени цени на производите, откако најавивме дека ќе донесеме ваква одлука. Во случај, ако пазарен инспекторат, другите надлежни институции констатираат дека и во други производи, освен овие што ги наведов, има нагло зголемување, во делот на цените, ние ќе ја проширеме листата дополнително, речиси и во дневна база, ако е потребно. Бектеши објасни дека ова е време на една од најголемите економски кризи после Втората светска војна и затоа сега не е време да се прават истите профити кои претходно се правеле. Македонската православна црква на чекор до добивање на томос за целосна автокефалност по вчерашниот историски настан во Константинополската архиепископија. Според аналитичарите кои се дел од Европската конференција за религиски диалог кој се одржува во Струга, се уште не се знае какво ќе биде името на Македонската православна црква Охридска архиепископија во него. После првата одржана литургија на македонски јазик во црквата на Вселенската патриаршија, МПЦ е на чекор до добивањето на томос за автокефалност. Заедничката литургија во Константинополската архиепископија е најголемиот ден во историјата, сметаат аналитичарите. Веруваат во успешен крај на целиот процес најдоцна за неколку месеци, но се уште не се знае какво ќе биде името на МПЦ ОА во томосот. Поставам дека ќе биде само Охридска архиепископија, не и Македонска православна црква, веројатно како дел од договорот за да ова сепак се случи, а да се задоволат сите интереси. Претпоставам на барање на грчката црква нема да фигурира македонска во томосот. Од друга страна очекувано е Охридска архиепископија дека нема да и се допадне на бугарската православна црква. Можно е да има разни имиња за разни употреби, веројатно бугарската ќе избегнува, може ќе зборува за Македонска православна црква, ама ќе избегнува да каже Охридска архиепископија, бидејќи тие се сметаат дека и тие се наследнички на Охридската архиепископија. Она што случуваше со Македонската православна црква, според верските правила нелогично. Така што можеби сега дојде до правиот епилог. Всушност ова е една можеби логична завршница на еден процес кој што Македонската православна црква го води многу долго. Односот на религијата кон глобализацијата како чувар на националниот и верскиот идентитет се дел од темите на Европската конференција за религиски диалог што се одржува во Струга, а на која учествуваат 83 научници од 20 земји од светот. Гимназијата Свети Климент Охридски ги известува учениците кои поради технички проблеми не успеале да се пријават електронски, дека училишната комисија ќе може да внесува податоци во системот на 15 јуни после 15 часот.
Учениците кои не успеале електронски да се запишат, документите да ги доднесат во училиштето од утре 15 јуни после 15 часот. Во четврток 16 јуни, ако дозволат временските услови, ќе се прска против комарци. Се известуваат граѓаните кои одгледуваат пчели на подрачјето на општина Охрид дека на 16 јуни четврток ќе се спроведе теристичка од земја дезинсекција против комарци. Запрашувањето ќе се врши во периодот од 19 часот во четврток до 6 часот во петок. Со дезинсекцијата ќе биде опфатено Охридското крајбрежје на потек од селото Подмолје до комплексот Свети Наум, територијата на градот Охрид, потек на реката Грашница и Косовска река. Се молат пчеларите и пчеларските задруги да ги преземат соодветните мерки за заштита на пчелите. Исто така се молат и граѓаните во тој период да го намалат своето движење на посочениот опфат. Во случај на појава на неповолни временски услови, дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден. Спасители на вода ќе се ангажираат на плажите од 1 јули. Спасители ќе има на плажите пред хотелите. Грижата за безбедни капалишта без концесионери би требало да ја преземе општината со ангажирање на патролна служба спасители. Спасители на вода ќе ги наблюдуваат плажите на Охридското езеро од 1 јули. Ангажирани се спасители на капалиштата пред големите хотелски објекти кои имаат плажи. Процентуално тоа е околу 10% од плажите на целото езерско крајбрежје, информира Сашо Точков, председателот на општинската организација на Црвен крст. Точков споделува искуство со патролното покривање на плажите кои останаа без концесионери од минатата година. Најмногу интервенции за спасување патролната служба имала на најпосетените плажи Горица, Триорце, Николов. Годинава, грижата за безбедноста на капачите на плажите кои немаат концесионери би требало да ја преземе општината, како и лани, предпоставува Точков. Општина се уште не сме разговарале за таа проблематика, односно за тој сегмент. Ние сме подготвени да го имплементираме истиот систем како и минатата година, со чести патроли од вода и од копно и на спасители и на парамедици, патролирање во текот на денот на сите капалишта. Нираше безпрекорно. Минатата година немавме ниту еден несреќен случај, кобен несреќен со смртен исход, а имавме 12 интервенции на излечени давеници. Општинската организација на Црвен крст е подготвена да одговори на барањата за ангажирање на спасителната служба за безбедност на вода. Оттаму препорачуваат локалната самоуправа на капалиштата, каде што нема постојано ангажирани спасители, да постави табли со ознаки дека нема спасители, а дека има патролни служби, доколку ангажираат подвижни екипи, вели Точков. Напоменува дека минатата година имале ангажирано 15 спасители кои биле стационирани или патролирале на плажите. Но интересот за оваа хумана дејност кај младите од година во година оди во надолна линија. Бројот на млади луѓе кои што се занимаваат со оваа професија спасување на вода е се помали. Интересот е се помали. Тоа е сегмент и проблем на целата држава за иселување на младите, за барање на работа во странство, за вработување други овде, така да навистина имаме проблем со бројот на спасители кои што сме го имале пред 5 години 400 и кусур, сега е двоцифрена бројка на спасители која што не е на располагање. Во општинската организација на Црвен крст во тек е конкурс за обуки на спасители на вода. Младите на возраст од 18 до 35 години кои сакаат да бидат дел од хуманото семејство на спасители на вода имаат краен рок на пријавување до 15 јуни. Обуките ќе траат 8 дена, а по успешното завршување се стекнуваат со меѓународно признаен сертификат за спасители на вода. Општина Деберца го продолжи рокот за пријавување штети на земјоделски насади предизвикани од атмосферската нелагода град која ја зафати територијата на општина Деберца на 28 мај. Рокот за пријавување штети наместо до 14 јуни се продолжува заклучно со 17 јуни петок, информираат од општината. Барањето за пријавување на штета на земјоделските култури може да се преземе од веб страната deberca.gov.mk и пополнето со бараните податоци да се достави до архивата на општина Деберца. Покрај барањето треба да се достави и копија од лична карта со изјава за користење на личните податоци подпишана од барателот, копија од трансакцијска сметка
и доказ за основна користење на земјиште за насадите. За сите дополнителни информации може да се обратите на телефон 046 286 855. Мора да отпочне спроведувањето на препораките на УНЕСКО во однос на нарушувањето на автентичноста на старото градско јадро во Охрид, апелираат експертите. Ке треба да се отстрани се што го нарушува амбиентот, климите, соларните системи, антените. Потребна е едукација за користење на старите техники за градење, кои треба да се користат при реставрација на споменичните добра. Потребен е посериозен пристап во заштитата на културното наследство во Охрид, апелираат експертите. Мора да отпочне спроведувањето на препораките на УНЕСКО во однос на нарушувањето на автентичноста на старото градско јадро. Една од забелешките е несоодветна реставрација на староградските куќи. Недостатоци се нотирани по реконструкцијата на крововите, кои наместо со керамиди покриени се со современи материјали. Друга забелешка е поставување на антени, клими, соларни системи, кои што ќе мора да бидат отстранети. Не можеме да дозволиме толку несоодветно да навлегува новиот начин, иако тие придобивки се многу позитивни за секого, значи колектори за соларни, сателитски антени, сепак тоа е несоодветно за да зачуваме разгледницата на овој стар град кој треба да презентираме во светот. Треба да се води грижа и при реставрацијата на споменичните добра, да се користат идентичните стари техники на градење со земја, цигла, вар, зашто е потребна дополнителна едукација. Не е доволна едукација и недоволна свесност. Значи, архитектонскиот факултет, колку сум запознаат, тие имаат проучување на формата, меѓутоа не на квалитетот на материјалот, како тоа се употребува. И недоволно се посветува внимание. Девастацијата на културното наследство, несоодветната грижа за верските објекти, базиликите и заштитените споменици е исто така една од забелешките на УНЕСКО, зашто е потребна итна реакција од страна на надлежните. Уметност наместо говор на омраза. Финален настан по долгиот процес на учење за мултикултурализам, радикализација и креативни алатки како дел од проектот во рамки на мултикултурализам и радикализација нови пристапи кон старите проблеми. Уметност наместо говор на омраза. Млади индивидуи вклучени во процесот на уметничко покривање надписи со говор на омраза цртаа нов мурал посветен на браќа Миладиновци. Аква здружение заедно со своите партнери и соработници остава пример за струга и вложува во нови генерации кои ги разбираат различностите, ја сакаат заедницата и сакаат да бидат дел од нејзиниот развој. Низ долгиот процес на учење за мултикултурализам, радикализација и креативни алатки како дел од проектот Мултикултурализам и радикализација нови пристапи кон старите проблеми, го одржавме последниот финален настан во заедницата, објави Аква здружение на својот Facebook профил. Горан Ристовски ги водеше низ процесот на цртање, Лидија Мојсо им помогна да се направи видеозапис кој ќе биде промовиран наскоро. Центарот за култура браќа Миладиновци даде поддршка од технички аспект, а исто така и навивачката група Паткари се придружија во процесот. Проектот е спроведен во соработка со Nexus Civil Concept, Horizon Civitas, а поддржан е од Civica Mobilitas. Започнува 21-то издание на меѓународниот надпревар на млади музичари Охридски бисери. 70 на млади уметници од 16 држави ќе се надпреваруваат во дисциплините виолина, пијано и камерна музика. Започнува 21-то издание на меѓународниот надпревар на млади музичари Охридски бисери. Од денеска 14 јуни па во наредните 5 денови до 18 јуни 70 на млади уметници од 16 држави ќе се надпреваруваат во дисциплините виолина, пијано и камерна музика. Младите музичари од Србија, Бугарија, Црнагора, Словенија, Хрватска, Германија, Полска, Австрија, Чешка, Грузија, Италија, Литванија, Шпанија, Турција, Украина ќе настапуваат во акустичниот амбиент на црквата Света Софија. Поради олеснување на ковид мерките, годинава надпреварот е отворен за публиката во Охрид. Стручната комисија е составена од 10 членови, врвни уметници и педагози по виолина и пијано од повеќе европски престижни музички академии, како и од факултетите за музичка уметност од Скопје и од Штип.
Најуспешните надпреварувачи и годинава ќе имаат можност да освојат некои од вредните награди. Парични награди во износ од 3000, 2000 и 1000 евра за највисоко рангираните, награди на Сдруженијата Соком и Сојузот на музичките уметници на Македонија и Фондацијата Зографски. Општина Охрид на лауреатот, носител на наградата Гран При, му доделува ракотворба Филигрански накид, а организаторот на надпреварот Вреден накид Охридски бисери. Посебно значајна е и наградата на Европската асоциација на музички надпревари ЕМСИ, што на добитникот му овозможува годишна промоција на веб страната, учество на мастер-класи и концерти во повеќе европски градови. Надпреварот Охридски бисери се одржува под покровителство на Министерството за култура и градоначалникот на општина Охрид. Следуваат вестите од светот. Украинските власти велат дека руските сили сега имаат контрола над поголемиот дел од Северно Донецк, како сите мостови кои водат надвор од клучниот источен град беа уништени поради жестокиот воен судир во Донбас регионот, кој Киев го нарече една од најбруталните битки во и за Европа. Украинското министерство за одбрана соопшти дека интензивните борби продолжуваат, но руските сили веќе го контролираат центарот на градот поради нивната супериорна артилериска моќ на оган, што вклучува употреба на повеќе ракетни системи. Во соопштението е наведено дека руските сили трпат значителни загуби во пешадиските единици, но тие продолжуваат да напредуваат со помош на артилеријата и воените авиони. Украинските власти рекоа дека патиштата за снабдување на преостанатите во градот се затворени, а евакуацијата сега е невозможна откако се уништени сите 3 клучни мостови што го поврзуваат Северно Донецк со неговиот збратимен град Лисичанск. Доколку паднат Северно Донецк и Лисичанск, руските сили би имале контрола врз целиот регион Луганск, од кој голем дел е веќе под контрола на сепаратистите поддржани од Русија. Руската армија моментално контролира од 70 до 80% од Северно Донецк, град со повеќе од 100.000 жители пред војната. Уште едни избори ќе бидат катастрофални губење на историско време, изјави бугарскиот премиер Кирил Петков. Видовме дека има храбри и одговорни луѓе и сега мора да се следи нивниот пример, рече Петков, откако неколкумина од Има таков народ на чело со министерот за спорт во оставка Радостин Василев објавија дека ја напуштаат пратеничката група. Тој беше децидент дека нема задкулисни договори и изрази уверување дека промената продолжува. Ке се сретне со други поддржувачи. Продолжуваме да разговараме со многу луѓе, идејата е секој да ја свати огромната одговорност што ја носи. Ако немаме 22 предлог закони до крајот на годината, губиме и ќе запреме 12 милиарди европски фондови. Нема да дојде до ажурирање на пензиите, младите семејства нема да добиваат дополнителни даночни олеснувања, цената на горивото ќе продолжи да расте и веројатно уште еден ковид бранд кој ни доаѓа на есен. Коментира премиерот што ќе се случи доколку собранието не го усвои ажурирањето на буџетот и се покренат нови предвремени избори. Портпаролката на Белата куќа Карин Жан Пиер изјави дека актуелниот американски претседател Џо Бајден ќе се кандидира за втор мандат. Има нешто што се нарекува Хеч акт, на кое мора да внимавам. Она што можам да го кажам е дека претседателот во неколку наврати кажа дека планира да се кандидира во 2024 и тука морам да застанам, изјави портпаролката. Пронешниот главен советник на Обама Девид Акселрод изјави за Нью Йорк Таймс дека возраста може да биде најголемата пречка за Бајден да се кандидира повторно. Тој е роден 42 година, во следната трка за претседател може да оди на 82 години. Еврокомесарката за здравје и безбедност на храна Стела Кириакидес изјави дека ЕУ денеска ќе подпише договор со еден производител на вакцини без да прецизира кој за испорака на 110.000 дози против мајмунската сипаница од крај на јуни. На маргините на состанокот на министрите за здравство на ЕУ во Луксембург, Кириакидес рече дека вакцините ќе бидат купени со средства од ЕУ и ќе бидат доставени до земји членки. Земјите од ЕУ досега имаат регистрирано 900 случаи на мајмунски сипаници. Почитувани гледачи, тука е крајот на првиот дневник. Ви благодарам за вниманието, пријатно.